Не знам кој е поред издание од втората сезона. Јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски. Важно е дека е редовно вторнично издание. На Политиканти. На Политиканти.мк на слободен печат. Што денеска ќе почнеме со случувањата кои некако ја подгреа неделава, нешто очекувано, нешто неочекувано и така натаму. Очигледно е дека пред оваа четврточна седница на собранието, кога владата заминува во оставка, со најава дека од понеделник би требало да имаме нова техничка влада, која не знаеме уште како ќе случи, кој ќе гласа, кој нема да гласа, све е во оптек, но разни шпекулации, од кои вака на прва може да се прочита дека зад сцената се случуваат многу динамични работи. Го имаш ли ти тој впечаток? Прво, околу цела оваа компликација што треба да се случува на крајов на недела, четврток, нова влада и така натаму, има политички и легални, значи и правни проблеми, бидејќи не е едноставна ситуацијата како да се изгласа таква влада, не само во политичка смисла, дали ќе бидат празни местата, туку што предвидува законот за тоа и така натаму. Јас мислам дека и понатаму, како што тоа инаку и се да само го правил во минатото, но мислам дека е срамота да предлагаш свој министри, а да не излегуваш да гласаш таква влада. Тоа е би рекол, една ефтина пропагандистичка позиција која во моментов ВМРО ја практикува. Особено што го, како да кажем, го проблематизира Талат Џафери, кој патен биде речен им беше министар за одбрана од нивната влада и тогаш не им беше проблем. Сега нешто им е проблем. Не знам што им е проблем. Они го промовираа во министер. Се разбира. И тогаш имаше, се разбира, и жестоки реакции, така како тоа се албанец се вози одбранен ресор, дека ние нели и така натаму. И сега одеднаш Талат Џафери ме политички не прифатлив. Очигледно е дека една маневрска позиција во која што ВМРО ДПМН се обидува, знаеш како, Боријан, ми се чини дека одат врз јајца и се обидуваат на ниеден начин да не си го проблематизираат со каков било вид на официјална одговорност, формална одговорност, а тоа значи учество и гласање за влада, изборниот датум. Они би, ако може, да има поплава, земјотрес, што и да е, само они да не дојдат у ситуација за нешто да треба да решаваат, па потоа да бидат прозвани, чеке, па вие гласавте и така натаму. И тоа е една, се разбира, комоција која може би има секоја опозиција, но не во ваков модел на пржински влади, каде што дури без разлика дали сите се согласуваме дали тој модел веќе не е потрошен, но тоа е важечкиот, тоа е законскиот модел. И сега е малку стварно контроверзно, глупаво, ефтино политички да тој модел на овој начин го проблематизира. При тоа ја мислам дека тоа е една фина камуфлажа за оние случувања внатре партиски кои се случува, бидејќи high time, што би се рекло, критично е времето околу изборот на кој ќе биде кандидат во едната, во другата партија, како ќе се позиционираат политичките партии, кој со кого ќе оди, кои ќе бидат коалициите. Мислам дека тоа е сега главната тема, а ова е малку забава за народ, ќе гласаат, нема да гласаат, голема работа, како и да е, во понеделник имаме техничка влада. И во таа смисла, мислам дека белег на неделата прави оваа посетата на помошникот на државниот секретар за Европа Обрајан, кој вчера беше во Скопје, и посебно тој негов обид да ги мобилизира, односно да ги некако стави на ист колосек етнички албанските политички партии, што од власта, што од позицијата. Ја не знам тоа дал non-paper, не non-paper, како што објавија некои од медиумите кај нас, како и која е тоа техника која евентуално би се применила, но она што можам да го разбераме дека се водат интензивни разговори во врска со тоа и по моите сознанија за сега има известен отпор од алтернатива на Таравари да влезе во тој здружен Европски фронт заедно со ДУИ, со ДПА, па евентуално и со ова што е опозиција, да се види етнички албанска опозиција, ова Изет Меджити и така натаму, како и тие Беса?
Може би, не знам, па Аријанит Хоџа се појави со своја нова партија, која е сега наклонета повторно кон владата. Во албанскиот етнички политички блок има сериозни случувања кои тешко е да се предвиди во кој правец ќе одат, но мислам дека ова што обрајан сега, зошто обрајан и кој е интересот на Соединените американски држави за една мала земја Македонија околу тоа што се случува внатре во неа малку изненадува, но за тоа може да поразговараме и подоцна во малце да дадеме и поширока слика. Но еве не знам, еве и ти веројатно имаш информации околу тоа како релатирава и што се случува. Малку и разговаравме на тие теми и така. Види, после толку многу години во новинарство, ја иначе не сум баш прочен прогнозер за тоа како излегуваат изборите и се чувам од тој тип на прогнози. Меѓутоа, успеав да сватам после толку многу години дека изборите се пред се математичка операција и политиката оди со тоа само доколку математички има таа равенка користи и исход за тие што ја применуваат. Во тие математики, тежиштето на целата работа се сведува политички на еден важен, би рекол, феномен. Дали ВМРО ДПМН ќе формира влада? Значи, не е кој ќе победи на изборите, не е кој со колку, иако тоа важно се разбира кој со колку ќе победи и така натаму, туку дали на крајот од целиот тој процес, после сите овие, не знам, вакви платформи, онакви, овој кандидат, здружени, нездружени, разединети и така натаму, дали ВМРО ДПМН ќе добие мандат да формира влада. Бидејќи ако добие мандат да формира Мицковски. Мислам дека не е проблем ВМРО ДПМН ако формира влада. Па математиките сега за кои разговараме не мора да значи. Се уште се отворени варијантите зависно од тоа кој како ќе се определи во предизборниот и изборниот период. ВМРО ДПМН сите анкети покажуваат дека ќе имаат победа, но дали ќе биде таа победа толку бедлива за да биде неспорно нивното формирање на влада останува да се види. Бидејќи и тоа потоа од тоа произлегуваат низа политички однесувања и компликации кои сега ги гледаме, а се чинат неразбирливи. Бидејќи Мицковски не добиели мандат да формира влада и не формирали влада, тој е политички мртов во самото ВМРО следното утро. Значи таму има разни струи кои едва и чекаат или кои чекаат, може едва и да биде и така натаму и тоа не му е јасно. Затоа се сите овие однесувања во смисла на внимателност, ако може една нервоза, внимателност, како сака, тоа и на другата страна исто е. Сите страни се нервозни, ама на другата страна персоналните кариери дури и да бидат со исти последици, некои луѓе да повеќе не може, се со помала политичка последица во смисла на види Мицковски е реално влогот му е личен, најличен и како да ти кажам, од се тоа што го прави ќе видиме дали ќе преживее во политиката, од и кај него преживувањето е врзано со тоа дали ќе превлада. Заради тоа овој тип на шпекулации, обиди, платформи заеднички и така натаму, во крајна линија мислам дека во изборен контекст се сведуваат на еден многу важен факт, а тоа е дали албанските партии ќе одат или нема да одат со своји председателски кандидати. Дали ќе успее она што се нарекува широк блок, европски блок. И дали албанската опозиција ќе ги доведе партиите кои би влегле во таков блок заедно со ова, со СДСМ, ДУИ и така натаму, дали ќе ги принуди, ако изведат своји председателски или свој председателски кандидат, да и овие мора тоа да го. Што е последицата изборно од тоа? Председателските избори првиот круг се две недели пред вториот круг, кога се и парламентарните. И сега, ако има неколку албански кандидати со, да речеме, неколку македонски, од кои што говорам во етничка смисла по партије, како се поделени со тоа што кандидатот на ВМРО ДПМН и кандидатот на СДСМ ќе влезат во вториот круг, но битно е на кој начин со колку гласови кој како би влегол. Бидејќи потоа во вториот круг се распределат после гласовите, затоа што во вториот не можеш да ги мобилизираш. Знаеш како ти е во секоја изборна постапка начинот на кој што се одвива вториот круг во смисла во јавноста, победничката атмосфера во принцип продолжува со победа.
Атмосферата во кој вториот поред се бори за пресврт е многу потешка ситуација. И затоа на кој да е во македонскиот блок кандидата, тоа веројатно ќе биде кандидатот на СДСМ, он ќе ги губи евентуалните гласови од етничките албанци за неговата кандидатура. И сега, потоа се плашат дека ќе ги доведе во една неравноправна како позиција. постар поискусен вака, од кој интересот на американската администрација да влегува во овој тип на детали? Прво, мислам дека две работи се клучни. Прво, никогаш да не заборавиме дека ништо што прават американците не е вон регионалниот нивни интерес. Прво, се што прават е во нивниот интерес. Не е тоа заради симпатии, несимпатии и така натаму, туку Америка е големата светска сила, која има... Ова што го прават не е валјда заради алша. Не. Нити затоа што некого лично го сакаат или не го сакаат. Мислам, помага ако го сакаат, ама не одмага ако не го сакаат. Бидејќи види, они и со човекојаци преговарале во историјата по разни континенти, нема тој ни проблем да преговараат со некого. Прво име нивниот интерес кој се сведува секогаш кога е Балканот прашање на регионално, затоа што тоа рефлектира на континенталните состојби, особено со оваа нестабилност на Блискиот Исток и така натаму, Балканот ги вклучува сите тенденции, можеме да разговараме подетално. Значи, тоа е под број 1. Под број 2 е они се сепак, без разлика што се случува во Америка, без разлика што ние ќе дојдеме конечно до таа емисија кога за Трамп ќе збориме многу пати, како тој модел сега таму е доведен во прашање и во цел свет, не само во Америка и така натаму, сепак се во суштина демократи. Како кажем, како сила која спроведува некој на тој че на традиција едно 200 години, Види, сега некој ќе ама они пучеви спроведували. Се разбира, сето тоа е така во реал политиката и тоа се. Меѓутоа нивниот долгорочен интерес за Балканот е транспарентен и на тоа работа. Тоа е Балканот да биде стабилен и да влезе во Европската унија, сите земји ќе разбираат дека тоа е платформата во која се решаваат сите овие, како да кажам, мини големо национални интереси, Албанија, Македонија, Србија, Бугарија, тоа е само европскиот контекст ги решава. Да го симнат од нивни терет, бидејќи они го носат од 90-ти години и единствен начин да го откача, што би се рекло, е да го некако вклопат во европската конструкција. Затоа што тоа врзува нивни ресурси, и тие ресурси не се мали, тие се дипломатски, политички, воени и така натаму. Па бон стил на Косово без. Меѓу другото, затоа што тоа им секогаш им остава една отворена точка за други влијанија, кои потоа им врзува поголеми ресурси за да ги решаваат последиците од тие влијанија. Така што сакам да ти кажам, Боријан, без разлика ние ги сакале, не ги сакале, кои седи у Вашингтон таму и така натаму, американските интереси не се променети последните 30 и кусур години. Особено во однос на Македонија. И до толку повеќе што на глобалната сцена имаме на доста компликувана ситуација за која би сакал Пред да поминеме на глобалната сцена, само уште една додавка да направам нова, бидејќи мислам дека е занимлива и не е исцрпува дебатата, но види, во целиот, и глобален контекст, ако сакаш, особено во регионот, па и во Европа, Македонија, моделот политички на Македонија, кој меѓу другото беше силно поддржан и од американските администрации, како начин на решавање на некои конфликтни ситуации, но и како начин на, тоа не го правеа само во Македонија и во други држави се обидува да го применат, а тој моделот да бидеш мултиетничка држава унитарна. Види, дури и поголеми европски модели во други европски потврдени демократи и така натаму не успеа или не успеваат тој модел да го очува. Тука е релативно успешен преку Охридскиот договор, колку и да е изложен повремено на... Ако не е успешен, тогаш следува следната многу потешка дебата, која во демократски општества може да се прави, но треба да имаш капацитет да тоа не стане инцидент со таа дебата. А таа дебата ќе биде добро. Ако не сме унитарни, а сме мултиетнички, што е следното разговарање? Следното разговарање се федерални, конфедерални, не знам какви концепти, кои на крајот од краиштата може да ги доведат во прашање постоечките граници. Тоа е она што во Белгија го има постојано како дебата. Во федерација, конфедерација, сега не па чека ќе си одиме. Затоа е Македонија единствениот пример кој функционира. Така е. И сега они школски пример звака за сите
Таа универзитети стабилност по свет. што моделот се уште ја одржува, таа значи не мора да значи дека довека ќе одржува таква стабилност, ако не напредува во тој европски Бидејќи контекст. стално е изложена на внатрешни провокации, погледни во чашка ова, не престануваат со тоа, нека се На не крајот затоа е Европската унија решение и за нашиот модел. Бидејќи го сипнува од списокот притисокот на границите национални како граници кои гарантираат не само статуси, туку и суверенитет и така, ги омекнуваат внатрешните поделби на продуктивен начин. И за нашиот проблем конкретно со Бугарија, стварно е огромна разликата доколку бидеме оставени, ние например не сме во преговори, така и сега ние треба да решиме со Бугарија. Ако ние сами разговараме со Бугарија на овие теми, поготово на овие чувствителни теми од историјата, ние ќе бидеме изложени на класичен, како да кажам, на изживување и на малтретирање од страна на Бугарија и таа една живковистичка струја која е таму. За разлика од тоа, стварно, ако течат тие преговори со Европската Унија, стварно ние ќе можеме реално да ги мобилизираме нивните капацитети да ја следат таа дебата и да оценат дали бугарите навистина се изживуваат како што ќе биде. И види, во крајна мера, самите бугари ќе мора да се однесуваат малку поинаку во тие разговори врз кои има око од страна на Европската Унија и на Соединетите американски држави. Суштината на постоењето на македонската држава, оваа модернава, е во тоа што ние историски, значи говорам за последните 150 години, не сме имале како што тоа го имаме сега и досега, меѓународен контекст во кој што можеме да обезбедиме странско присуство во сите разговори со недоразбирањата кои ги имаме или ги немаме со соседите, а при тоа да не биде неопходно негативно за Македонија. Бидејќи во историјата сме биле предмет на странски влијанија за поделби. Па неколку пати сега нас Сашо. не тера, не неколку пати, пати. да Владо не Поповски, ја стално го историја. цитирам неговата книга за руската дипломатија во однос на македонското прашање. Значи тој во континуитет победувала на меѓународната сцена руската дипломатија која стално била против македонска државност. Ова е прв пат да ние имаме една шанса каде што оваа друга тенденција во меѓународната политичка сцена ја фаворизира нашата кауза, македонската. Под еден услов. Самите да не ја ослабиме таа кауза. Бидејќи ако ја тоа е ослабиме, борбата. потоа, знаеш како старите интереси, старите политики ќе се вратат на сцена, дали ние ќе го почувствуваме тоа и кога ќе сватиме, тоа може да биде предоцна, но се уште сме во ситуација, види, на крајот од краиштата, членки сме на Обединените нации, членки сме на НАТО, најголемата воена алијанса и така натаму. И затоа сум на извесен начин борја на тоа, мислам го делам расположението, веројатно не само со тебе, туку и со мнозинството македонски граѓани, гледаме една релативно, како да кажам, една релативно решлива ситуација која заради политички суети, политички недоразбирања, значи ова што ние сега го имаме како проблем, не може да се спореди со тежината на проблемите што сме ги имале 30 години назад. Ние најважните прашања сме ги решили и сега уште едно е ова практично. Па нека не, види, јас мислам дека во државните екзистенции никогаш нема уште едно. Секогаш ќе има и нови работи. Не треба, овој проблем е за затворање на еден процес. Па потоа ќе почне друг во кој се разбира ќе има нови предизвици, така треба, мислам, тоа е диалектика која е насушна на еволуцијата, не може без неа. Заради што не можеме да се изначудиме, па и да се, како да кажем, и да се изнанервираме, затоа што гледаш еден, ја не викам дека се е тоа решило за 5 минути и така натаму, меѓутоа еден проблем кој не е ниту со половина габарит од проблеми кои што ние сме решавале многу потешки крижи со учество на наши пријатели од странство и така натаму, и сега се плеткаме слабејќи си ја каузата за која што ти говориш. На крај да дојдеме до тоа да кажеш, па добро, ако вие не сте па сега не можеме ние у Вашингтон или у Брисел да бидеме позаинтересирани за вас. Така е реално. Со тоа што останува во овој поширок глобален контекст на една неизвестност, генерална безбедност на останува сепак и за нив, не име се едно, затоа што една известна нестабилност во однос на меѓуетнички односи, известен пробив на руско влијание. Во овој контекст, во кој сега се случуваат работите и изузетно неповолно и за Брисел и за Вашингтон. Го зборувавме во подготовката на емисијата да го спомнеме тоа дека
малку има повестите дека во моментот во Европа се спроведува најголемата војна маневра која НАТО било кога евер ја направил. 90.000 војска е мобилизирано на вежбата која ќе трае до мај во континуитет, во кој има една сериозно голема американска компонента, американски војници, и тоа е вака, мислам, делува дури и загрижувачки, и ако на тоа се надоврзе, например, изјавата на холандски адмирал Баум на војниот комитет на председателот на војниот комитет на НАТО, кој вели, видите, ние како војска правиме се и доста сме спремни, не очекуваат работи кои може да не изненадат. И во таа смисла мислиме дека е многу важно не само ние како војска, туку и општеството да биде мобилизирано, што е вака по прв пат да чуеш еден така милитантен апел кој има своја позадина и своја аргументација во однос на тоа колку се непредвидливи безбедносните ризици со кои се соочува во моментот Европа и овој демократски свет, од една страна Русија, Кина и така натаму, ова што се случува на Блискиот Исток, од друга страна ова внатрешна ерозија на демократијата со појавата на екстремната десницата, која еве сега веќе ја најавуваат дека ќе биде трета, четврта сила во Европскиот парламент по изборите. Значи една доста зовриена атмосфера во која ние како една мала нација стварно би требале да имаме ако ништо друго еден колективен инстинкт на да се заштитиме, и да се позиционираме во една ситуација која е доста компликувана. Прво, оваа вежба што ја прави НАТО, инаку таа не е воредно закажана. Таа е во плановите на НАТО, тој вид на операции се прават со години напред. Но обемот и траењето е, да. Што се однесе од обемот, таа е голема, но има една поважна компонента. Не е само колку војници се вклучени и какви се технологии, техники сега се. Туку е секогаш на тој вид на големи, да кажем, мултинационални операции, во суштина се унапредуваат и се потврдуваат командните системи. Системите на координација, системите на логистики, тоа сега НАТО го прави. Не е проблемот да дигнат 5 авиони и да ги... Туку како сето тоа се координира на начин да сите членки бидат вклучени во тоа. И тоа е една многу комплексна и захтевна операција. Минатата недела има пресконференција во Брисел, бидејќи минатата недела во подготовка и на почетокот на ова сето има сите команданти национални на војските на НАТО, има состанок во Брисел, па потоа имаше пресконференција на американски, на тројца генерали кои што држат три важни ресори, од кои последниот е генерал кој што се грижи за мунициите и новите технологии кои што треба да се употребуваат и така натаму. Значи, НАТО е веќе, НАТО е направен за да членките се штитат пред се од Русија. Тоа е потеклото на НАТО. Тоа е, значи, евроатлантска организација која е измислена за да, после, откако дури се преживее студената војна, таа е измислена за да спречи амбицијата на Русија во незините империални. Откако Русија ги покажа своите империални ставови, ние не влегуваме сега која е потежа, но они де факто направи агресија врз независна држава. НАТО е сега со сите подигнати капацитети, пази, тука нема пардон, за тоа постои НАТО. НАТО постои за да вежба. Го оставија во Крим, го оставија, но се виде дека да ти кажам, учат лекции, прават компромиси. Он не застанува, не тоа и сега тука се изложени мировните преговори, некои кои велат, добро, еве ќе им даеме територија на Украина. Добро, ќе им даеме, ама на кои се гаранциите дека он утре нема, на пример, во Естонија, каде како што знаеш, стои на излезот од Русија кој Естонија стои таблата, границите на Русија никаде не завршуваат. Тоа е втората поента. Јас мислам дека во одредени европски земји малку повеќе сега дека тензија околу наредните планови на Русија. Има за тоа политички, има општествени оправдувања, има и повисоки цели и така натаму, бидејќи
проценките излегоа, ги правеа германски организации, ние бевме во Естонија кога излегоа реакциите и така натаму. Неги проценките дека Русија во наредните после завршувањето на што и да се случи со Украина, ќе треба 3 години за да обнови своите капацитети за да биде пак агресивна и така натаму. Но една работа која, извини што те прекинувам, ама битна ми е како цитат, како парафраза да ја уствари да извадам. Ќе биде подобро, но за да биде подобро, прво ќе биде полошо. Ако се сеќаваш на еден брифинг во Министерство за одбрана Јас во мислам, Естонија. Борјан, седејќи сега, ја не можам да претендирам дека сум веројатен експерт за сите овие работи, но мислам дека се претерува во тоа. Ја не викам дека не се претерува, можда и не со право, бидејќи подобро да се претера за некои работи, па да се биде спремен, подготвен, отколку да не се претера. Тоа така личи сега. Но мене ми се чини дека ова што го демонстрираше Русија во Украина, особено по овој поразителен начин на кој што ја води војната во смисла на собствените капацитети. Русија барем 10 години нема да биде во состојба никого да загрози на сериозен начин. Но од друга страна, Сашо, она има уште капацитет. Не, само да довршам. Не е тоа земја која треба да се почне, она има капацитет, прво е недемократски, нејзините капацитети не се истрпуваат со незадоволството на луѓето. Таа има колку треба милион луѓе ќе загинат. Значи не е тоа ситуација у која не. Но види, сите објективни да кажем анализи покажуваат дека русите прво демонстрира една апсолутно застарен начин на ја не говорам дури ни за техника, технологија, тоа изгубија ќе им треба години. Стратегија, командување, употреба, интегрирање на разноразни системи кои што во војна те прават командување со како да кажем со оперативни ресурси кои се над бригада, бидејќи тоа армиите денеска функционираат со цели науки, значи тоа не е овој води онаа чета, треба дивизии кои што ќе бидат искористени. Русија покажа исклучително лоши капацитети. Плюс економијата која што има во очена состојба без разлика што нивните рудни резерви и така не се тоа во ред, они нема да бидат во состојба, а особено ќе видиме како политички тоа ќе се разрешува во Русија, бидејќи знаеш како колку и како и да коментираме, се разбира дека Путин сега ќе победи на претседателски избори и тоа не е во прашање, е колку енергија ќе треба да вложат за да таа победа личи на супериорна победа. Оти таму општеството никој не може да го загрози Путина, ама не е седно како и со колку ќе победиш. Сакам да ти кажам дека од НАТО страна со право можеби се претерува во смисла на подготвеноста, но Русија нема да биде никаква сериозна закана за НАТО барем во наредните 10 години, доколку се разбира не се случат друг вид на настани, сега да не влегуваме американци, Трамп ќе го повлекува, нема да го повлекува НАТО едно друго, тоа се друг тип на анализи. Но воено, мислам дека работите така стојат и дека Русија се избрука на начин да не ќе може да се опорави дури и да сака да води војна. Мислам, види како Полска ќе ја нападне, Естонија ќе ја нападне. Тоа е Сашо во профилирањето на Путин, во профилирањето на Путин. Она што се плашат сите е моментот на неговиот кога на свесноста кога ќе тргне возот надоле. Што се И што? Па тоа е секојаш прашање на ресурси. Ја веќе му тргне во заднадоле. Што ќе прави? Тоа е прашање на ресурси. Што ќе прави под копчето за нуклеарна војна? Примена на тактичко нуклеарно оружје во Естонија, да речеме, на граница. Види. Значи, ако исклучиме нуклеарната во Финска, во Естонија, во Полска. Ако исклучиме нуклеарната опција, другите војни опции се прилично аналибилни. Може да ги анализираш. И тоа е прашање на ресурси. Што сега, оно денес ќе извади од некој подрум 100.000 тенка нови. Јас мислам дека од подрум 50-100 нови авиони, па не е така. Мобилизација од страна. Не, јас не викам дека е случајно, јас мислам дека претеруваат малку со дигање на тензијата. Тоа мислам дека. Тоа се но тоа има резон од нивниот. Што го кажу адмиралов холандски дека општеството треба да се мобилизира, мислам дека тоа е дел од овие дебати кои се покренаа во неколку земји ако ги следиш околу активирањето на редовен воен рок. Тоа е, како кажам, една од темите на општествен ангажман. Дури таму има во тие препораки дека, не знам, територијална одбрана, ако се сеќаваш тој тип на структури да се вратат во живот, нешто што Естонија веќе го има и никогаш. Сериозната расправа е всушност на таа точка. Колку демократите може да издржат милитаризирање?
Бидејќи очигледно дека после нападот на Русија врз Украина и се ова што го гледаме, и не е само тоа, нели ова бесконечниот кризи и така натаму, се поставува прашање колку функционалните демократии, овие одлежани западни така натаму, сега со потребата да станат се повеќе, да се, значи, индустријски производства кои се треба се наменати, веќе се преориентираат на воени производства. До оваа расправа за дали треба нов воен рок, не треба воен рок, тече еден голем процес. Тоа е суптилноста на целата ситуација, да се види колку една демократија, бидејќи види, милитаризирањето во принцип значи стегање на општеството, Така е. а тоа значи И опасно за демократија. намалување за демократските стандарди, не до мерка како што тоа Путин го прави да те уапси ако каже војната не чини, но сепак, ето тоа е прашањето. Путин, ако го земеме како метафора, тие играат на таа карта. Авторитарните општества играат на таа карта, велат, да, вие сте демократија, ама кој ќе ви дојде моментот кога ќе треба да стегнете редови, ќе видите и вие дали тоа може да го направите, оти нам ни е полесно. Ние не одиме на избори, нас не ни зависи јавното мислење до таа мера да носиме. Америка е соочена со предизвикот наречен Трамп, Европа ги имаш тој наплив на екстремната десница, 23% во Холандија, дополнително ве гледаш сега ги фатија на некој состанок во Германија, во Потсдам на некој, во некоја така рурален луксузен хотел кај што биле собрани. И договор за протерување на луѓе кои с германски државјани, ама афричко потекло, кои не се доволно интегрирани во европското општество, тоа како се чита, не знам, ама тоа личи на онаа Вензел конференцијата во близина на една вила во близината на Берлин, кога се договара конечното решение, и затоа десетици, стотици илјади луѓе излегува на улици во Германија за да протестираат против тоа. Мислам, како да кажам, така што тоа прави еден сериозен притисок кој и ние би требало да го почувствуваме во смисла на она позиционирање кое пред малку го реков, како мала нација се сочува себе си. Да направиме една поента пред да се вратиме, бидејќи тоа е важно, на Македонија. Смислата на воспоставувањето, основањето и потоа напредокот на Европската унија не беше само заради политичкиот став дека Франција и Германија треба да се помируваат како двете водечки сили на континентот, плюс Британија како остров и така натаму, па са 50-60 години, не го знаеме Конрад Аденауер со францускиот претседател Де Гол и така натаму, зашто инаку Конрад Аденауер во својата партија беше пред протерување заради таа иницијатива. Да. Значи, самите. Но втората скриена смисла на целиот тој голем проект беше Круп да престане да произведува оружје и тенкови, да почне да произведува железо за мостови и за цивилна употреба. Сега де факто таа фаза помина и сега де факто веќе германската економија, како и јапонската, патем биде речено, се повеќе влегуваат на терани од реалноста во милитаризирање на своите индустријски капацитети. Види, Борис, на земја каква што е Македонија, која нема не знам какви индустријски капацитети, може да не е јасно што значи тоа, кога да речеме германските железари ќе решат да се вртат кон производство и не само железари. Тоа се такви процеси кои потоа не можеш да ги сопреш брзо. Бидејќи тоа се капацитети кои ќе почнат да произведуваат друг вид на челици, после не можеш да ги сопреш. Тоа Путин мислам дека го пропушти во своите математики. И тоа е ова зашто јас мислам дека се претерува со загриженоста, зашто види, можеби не идниот месец, но Европа реши веќе да почне да се осамостојува од потребата неопходно да ги има американците за се на кратко конец, за да они упаднат за да така треба. Таа одлука е мислам веќе донесена. Тоа ќе земе неколку години, но види, Јапонија, Германија тргнат ли, види, они ако нешто знаат да работат тоа. Добро. Сега да се вратам на Македонија. Затоа потоа кога ќе дојде овдека Джим О'Брајан и кој ќе каже дека не би купил ни стар автомобил од лидерот на опозицијата, треба да разбереме контекстот за кој разговара. Не затоа што Джим О'Брајан го мрази, не знам, Мицковски или го сака Ковачевски, туку што затоа што тие го имаат целиот контекст и му викаат, се извинувам, што ви е планот на вас? Ма знаете, ние ќе ви го кажеме планот кој ќе, видите, тоа нас не ни е доволно. Ние мора да знаеме што сакате да правите, оти секое одлагање да ни го кажете планот, потоа ќе не чини сите, а нас најмногу, зашто ние ќе треба да ме после да тимот мора да се среди. Ве имаме во тим или ве немаме во тим. Ми се чини и Мицковски не го разбираат или
се плашат да го кажат, бидејќи газат, како што реков, да се вратам на првата поента, само да добијат власт. Па после ќе прават се што треба, вклучувајќи и промена на устав. За пред крај би сакал само една мала реплика направам со една широко распространета теза, како да кажем, дека па види се Европска унија, она не е реформирана, треба да се реформира, тоа ќе земе време и што ние никако и онака не влегуваме, бидејќи они не можат да не примат додека не се реформираат. И тоа е точно, но има една битна изјава која за жал тој тип на изјави скоро и да не се пренесуваат по нашите медиуми, барем ја не ги читам, ги читам на странски медиуми, а не засегаат. Вон дер Лајен имаше настап во Страсбург во Европскиот парламент кај што вака вика: мора да почнеме процес на внатрешна реформа и за тоа стои Берлин и Париз се координираат тој процес да биде отворен веднаш по изборите во мај. Процес кој ќе тече паралелно со преговорите за членство. Значи тоа не е, не знам нашите како го замислуваат, тоа како ај сега ќе ги оставиме, па после кога ќе завршат они, па ние ќе разговараме за тоа. Не, они имаат многу јасна стратегија во Европската унија. Тече нашата реформа, но тече и вашата реформа со преговори за приклучување и во даден момент се спојуваме, да речеме, од сега 5 години. Тоа е тоа. Значи, сакам да кажам, дури сега не сум сигурен дали, бидејќи цинично звучи тоа, и сега кој едно време Мартин Тренерски, која беше амбасадор во НАТО, ќе го реформираме НАТО, па ќе не примат. Мислам, не е окей. Треба да играме, сакаме со Европска унија. Европска унија има проблем. Европска унија, јас барем не памтам од она што го следам професионално, да била во поголема криза од она што е сега. Но тоа е сепак еден проект во историјата на човештвото кој нема подобар пример, ништо друго во Европа, ни една друга комбинација со векови наназад не овозможила тако платформа за еден траен мир и развој. И тоа е историјата, ти го кажува, нема што, ја не знам што са нечини Европска унија, нечини Европска унија, знам. Не, има малку повеќе тоа. Не е само што велат нечини Европска унија. Туку има луѓе што се обложуваат дека само што не се распаднало. Не, тоа е друго, да. Ама сега гледај. Бидејќи само што не се распаднало. Вика во Германија, како вика во Берлин, ти вика немаше бојлер у хотелот, ладна вода, струја, немат, готови се вика. Епа, види се, кога од тој став дека само што не се распаднало НАТО, само што не се распаднала Европска унија, дека имаш политички партии кои со тие ставови оперираат. Ние ги губиме годините кои, види, мислам, творби како НАТО, Европска унија во историите и се распаѓаат, империите завршуваат, па што остана за. Ама ќе биде убаво за оваа нација, за луѓето кои живеат овде, да преживееме но 50-100 години на подобар начин пред да се распадне. Да, некоја стабилна платформа. Нешто малку да видиме, да порастеме се, ако баш да не чекаме сега со скрстени раци, еве следниот понеделник ќе се распадне, тоа е. Зашто завршуваме тука? Па јас мислам боје дека е доволно, бидејќи ние за следното издание кој што можеби ворам да ќе го издадеме во четврток, а не во петок. Ќе имаме гостин, ние никош не ве кажеме. Него најавуваме се пак. Знаеш како е, нека седне да завршиме да го снимиме, па со кого ќе разговараме он е еден од клучните луѓе за сето ова што се случува во моментов со овие технички во центарот на вниманието и на целиот овој политички, како да кажеме, една релативно хаотична ситуација која што се одржува. Ова беше X издание на Политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Радовски, се гледаме за неколку дена.